Трансформациите се дел од тактиката за опстанок на пазарот. Повеќе марки, по експлозијата на модели, сега ги гаснат оние што не носат профит. Ова се однесува најмногу на Алфа Ромео, која со својот втор кросовер Тонале сака да се врати на патот на успехот и посакува да ги достигне фантастичните бројки што ги покажа Dacia Duster, која достигна цифрата од 2 милиони примероци. Многу повеќе милиони брои Toyota Corolla, која сака да си ја задржи круната со уште една верзија. На тест денеска го имаме Peugeot 308 GT Line со 1,5 литрен турбо дизел. Тоа е само дел од денешното автомобилско мени. Добар ден и добро дојдовте во новата премиера на Автомагазин. Изминатата 2021 многумина сакаат да ја заборават, но во Гудвуд ќе биде запишана со златни букви. Токму во пандемиската година, духот на екстазата најмногу се расшири по целата планета, забележувајќи зголемување во однос на 2020-та за 49%. Воедно, тоа е и најдобар годишен пласман на возила во 117 годишната историја на Rolls-Royce. Погоните ги имаат напуштено 5586 возила, најмногу од нив Ghost и Cullinan, и упатени се на сите континенти. Долги години марката е лидер во сегментот на луксузни возила поскапи од 250.000 евра, а покрај високиот луксуз и извонредното ниво на завршна обработка, нуди изведби по нарачка чија цена се чува како деловна тајна. Лани остварена е посебна изведба на Ерме на Phantom Orib, потоа Phantom Tempus, уникатниот Bowtail и сензационалниот Black Badge Wraith. Најавено е дека во последниот квартал на идната година ќе биде комерцијализиран Spectre, првиот потполно електричен Rolls-Royce, кој е во фаза на тестирање. Тоа се врши на сите 4 страни на светот, во чии рамки ќе се поминат 2,5 милиони километри. Финскиот експерт за пневматици од средина на зимската сезона ја представи новата генерација пневматици наменети за силни зими. Линијата Hakapelita е една од најдобрите на планетава за поларни услови на возење, што значи дека најголемиот дел од продажбата ќе биде сконцентриран на северните пазари. R5 е наменет за патнички и спортско корисни возила и во него е содржано сето знаење што го има авторот на првите зимски пневматици. Со ново дизајнираната нагазна површина, зголемено е припојувањето на замрзната подлога, комфорот во возењето и еколошките карактеристики. Nokian Hakapelita R5 има структура сочинета со двојни асиметрично поставени блокови задолжени за максимален можен контакт на лизгавите зимски коловози. За големата отпорност и издржливост гарантира бочниот зид на пневматикот изработен од арамид. Hakapelita R5 на пазарот ќе се појави пред идната зимска сезона со диаметар од 14 до 22 инчи во брзински категории од 160 до 190 км на час.
Испреќајќи ја успешната ланска година, Lamborghini ја започна оваа со најава дека ќе представат 4 новитети. Меѓу нив нема да биде реинкарнацијата на легендарниот Кунташ, креирана по повод неговата 50 годишнина, чии 112 примероци веќе се распродадени. Според зборовите на директорот на марката Штефан Винклман, во 2022 година треба да очекуваме 2 нови верзии на Huracan. Едната треба да биде негова изведба со зголемено растојание од подлогата и офроуд дизајнерски елементи, а втората Huracan JV Stradale. Во план е и хибридна верзија на суперспортистот, но за наредната 2023 година. Причината е што за него се подготвува нов мотор кој нема да има ништо заедничко со хибридниот Урус, што треба да го очекуваме. Кој ќе биде четвртиот новитет не е познато, но наголемо се зборува дека се работи за електричен модел. Малку мистичност во овие најави внесуваат и информациите дека годинава ќе биде последна во која Lamborghini ќе нуди возила со класични агрегати и дека во иднина сите нивни модели ќе имаат некаков степен на електрификација, за што веќе се обезбедени 1,5 милиарди евра. Со воведување на прилагодливата IntelliLux LED технологија, Opel им помага на возачите во зголемување на видливоста. Овие магични светла се користат во сите модели на Opel, а за новата Opel Astra резервирана е најновата генерација на IntelliLux со вкупно 168 LED елементи кои обезбедуваат прецизна и флуидна шема на светлина во секое време. Штом автомобилот ги напушта урбаните области, матричните фарови автоматски се префрлаат на долго светло и континуирано ја прилагодуваат должината и распределбата на светлосниот конус. Другите учесници во сообраќајот не ги заслепува светлината, додека останатиот дел од патот и неговата околина остануваат силно осветлени. Благодарение на IntelliLux LED, возачите исто така може да забележат предмети или движење на патот многу порано. Ова им дава повеќе време да реагираат соодветно, например кога животните неочекувано ќе го преминат патот. Metropolis, broj 1 radio mreža. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила.
нов автомобил, го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Ова е пресуден момент во историјата на миланскиот шармер, кој како да е под клетва. Некогашната спортска марка, која се сметаше за престижна, жареше и палеше на секаде каде ќе се појавеше, но последните 3 децении не може да се одлепи од проблемите. Со производство од едва и 57.000 возила годишно, Алфа Ромео добива уште една шанса да опстане и да се врати на старото место. Тоа ќе го направи со урбаниот кросовер по име Тонале, а во него ќе бидат содржани спортските и естетските гени на марката. Со ова, по се изгледа, Алфа Ромео од производител на спортски автомобили станува производител на кросовери. Новиот шеф Жан-Филип Импарато јасно стави до знаење дека или обидот ќе биде успешен или сите ќе си бараат нова работа. Затоа побара од групацијата Stellantis да одобри хибриден погон со што шансите на пазарот далеку би се подобриле. Тоа барање му е услишано, па наместо само со термички мотори на помош пристигнува умерен 48 волтен и еден плагин хибрид. Така Тонале станува вториот кросовер во гамата на Алфа. Неговите димензии: должина 4,53, ширина 1,84 и висина 1,60 метри и меѓуоскино расстојание од 2636 мм го позиционираат под Stelvio. За изгледот на Алфа Ромео не треба многу да трошиме зборови. Тој е онаков каков се очекува од него да биде. Монолитната контура носи уникатни светлосни потписи што даваат една сосема поинаква перцепција за оваа класа возила. Иновативните 3+3 фарови не само што ја дефинираат предницата, туку се грижат за идеално осветлување на патот во сите услови. Интериерот пак е ориентиран кон спортското наследство, фокусиран на возачот и комфорот на патниците. Таквиот пристап е неопходен за да се остварат желбите кои ги надминуваат европските граници и имаат амбиции кон Северна Америка. Прилагодувањето лесно може да го направи со палетата на мотори во која е понуден дизел од 130 конски сили со погон на предните тркала и 6-степен автоматик со двојна спојка, како и 4-цилиндричен турбобензинец со 130 конски сили. Истиот тој произведува 160 коњи со асистенција на благата хибридна 48 волтна технологија и ги праќа на предната оска преку 7-степена автоматика. На некои пазари и во не голема бројка ќе биде достапна верзија со турбобензинец со 256 конски сили впарен со 9-степен автоматски менувач и погон на сите тркала. Секако, најголемо внимание привлекува плагин хибридниот погонски систем за врвната Hybrid Q4 верзија со 275 конски сили и погон на сите тркала. Силата се комбинира од 1,3 литрен мултиер турбобензинец подпомогнат со електрика и испорачувана од 15,5 киловатна батерија. Тонале ќе може да се движи само во електричен режим до 80 км. Според плановите изложени на представувањето, Тонале ќе започне да се продава на европскиот пазар во јуни, додека за Северна Америка не е утврден датумот. За крај вреди да се издвои дека Алфа Ромео секоја година до 2026-та ќе представува по еден нов модел, а од 2027 година секој нов модел на Алфа Ромео ќе биде целосно електричен.
Во време кога BMW ги зацврстува своите позиции на светскиот премиум врв, никој не сака да се потсети дека компанијата едва и ги преживеа годините после Втората светска војна. Но затоа, сите со симпатии гледаат на автомобилчето кое е заслужно за тоа. Малата Изета која BMW ја лансираше во 1955 година е конструирана од италијанската компанија Изо, од која баварците ја набавија лиценцата за производство. Но тие не се задоволија со обично копирање на оригиналост, го доработија и визуелно и технички вградувајќи му агрегат од моторцикл од сопственото производство. Тој со своите 250 кубни сантиметри развиваше едва и 12 конски сили кои преку комплициран механизам се пренесуваа на задните, блиску едно до друго поставени тркала. Со долг залет можеше да постигне 85 км на час, а за управување беше доволна возачка дозвола за моторцикл. Најкарактеристично беше единствената врата на предниот дел која се отвораше сосема необично, заедно со ветробранското стакло и управувачот. Вака кажано, сето ова звучи како нечија силуда креација, но заради ниската куповна моќ Изета беше популарна кај германците и за 7 години колку се произведуваше беа продадени повеќе од 160.000 примероци. Со тоа BMW му се одолжи на ова мало дури и смешно автомобилче, сместувајќи го меѓу легендите кои вечно ќе имаат свое место во историјата. Кросоверите во моментов се најпопуларната категорија возила на пазарот, па не изненадува што сите сакаат таму да се докажат. Dacia се пофали дека има продадено 2 милиони примероци од моделот Duster. Знаејќи дека романскиот прашинар се појави пред 12 години, овие бројки сами за себе кажуваат за неговиот успех. Најпродаваниот автомобил на светот доби исто така кросоверска верзија. Со Corolla Cross, Toyota ги засилува своите позиции во компактната класа и го проширува портфолиото на издигнати каросерии. На еден симпатичен начин, Citroen ја замислува иднината на својот електричен Ami, кого го представи како баги. Формулата за Duster беше едноставна, токму како и самиот автомобил. Тој беше и се уште олицетворение на умно избалансираните карактеристики, но оние со кои автомобилските производители не сакаат да се пофалат. Ефтината и издржлива изработка, сосема солидните теренски својства, па дури и наетливиот однос кон се што представува тренд. Со ова тој освои многу патишта низ светот, од неодржуваните балкански преку студениот Сибир до пустинските подрачја во Африка. При тоа задоволувајќи ги потребите на разни целни групи купувачи од семејствата на кои им требаше возило да стигнат до своите домови некаде високо во Алпите, преку разните компании и служби кои без разлика на временските неприлики мораа токму кога треба да отидат каде треба до сите оние кои сметаат дека мора да бидат подготвени токму за тоа. Користејќи ги придобивките што се дел од групата Рено, Dacia Duster се произведува или се произведуваше во повеќе земји низ светот: Романија, Бразил, Русија, Индија, Колумбија, Индонезија. На различни пазари настапува под различни ознаки, како Dacia, Renault или Nissan и со различни имиња, но без разлика како е облечен секаде освојува со истите карактеристики, пристапната цена, робусноста и скромните барања што ги има. Затоа и не треба да биде никакво изненадување што своите купувачи Duster најмногу ги има најдено во Франција, Италија и Германија, каде се пласирани безмалку половината од сите произведени примероци.
Својата експанзија во Европа Toyota ја продолжи со Corolla Cross. Овој модел, кој веќе е лансиран глобално, се сместува во C-сегментот точно помеѓу CHR и RAV4. Главна карактеристика му се практичноста и цврстиот дизајн со кои ќе им се додвори на семејните купувачи. Втемелен е на веќе расширената TNGA архитектура која го обдари со технологија и динамика на возењето спакувани во стилски неутрална каросерија. Должината од 4,46 метри е сосема погодена за европскиот сообраќај, а незината исполнетост му дава солидна предност во поглед на сестраноста. Внатрешноста нуди доволно простор за сите патници, визуелно проширен со панорамскиот покрив. За погон ќе биде задолжен новиот хибриден систем од петата генерација базиран на дволитарскиот мотор, генерирајќи 197 коњски сили, или со помош на еден или два електромотора ќе ги задвижува само предните или сите 4 тркала. Нове и системот литиум-ионски батерии посилен и полесен отколку досегашните. За цените е прерано да се зборува, бидејќи пристигнувањето на Corolla Cross на пазарот е планирано за идната есен. Концептот на малото рекреативно возило базирано на АМИ има задача да го опипа пулсот на публиката. Судејќи според направеното, ова дефинитивно е најефтино концепт возило што некогаш го направиле во Citroen. Најважната карактеристика е недостатокот на врати. Тие се заменети со прозирни, отпорни на дожд церади, што може да се отстранат и да се сместат во посебни джепови зад седиштата. Ова решение е референца за легендарниот Citroen Mehari. Miami Buggy концепт доаѓа со широки теренски тркала, заштитни шипки на предната и задната страна, како и решетки за предните фарови. На покривот поставена е решетка за багаж и резервно тркало, решение кое го нагласуваат теренскиот изглед. Miami Buggy концепт е опремен со нови и подебели перничиња за седиштата. Тие се заменливи и се перат. Преградите за складирање на контролната табла, кои се достапни за АМИ, се специјално редизајнирани за концептот и може да ги понесете со вас на пикник или патување надвор. Веројатно дека убавото време не следи секогаш кога сме со Peugeot 308. Се сеќавате дека го возевме на светската премиера во Кан, каде што беше извонредно времето, а денеска во Скопје исто така имаме прекрасно време. 308-ката настапи самоуверено, пред се го носи новиот знак зад кого се сместени камери и радарски систем кои се дел од асистентите за возачот. Динамичниот изглед на целата каросерија подсетува дека Peugeot, освен квалитетот и еколошките мотори, има секогаш да понуди возбудлив и атрактивен дизајн. А на задниот дел исто така изгледот е атрактивен и монументален. Целата форма на каросеријата е направена да привлече внимание. Peugeot никогаш не можел да се пофали со многу простор во гепекот, особено не во C-сегментот, но со продолжувањето за 11 см на целата каросерија доби и поголем простор во гепекот. А какво е чувството кога сме на задната клупа? Да не заборавиме дека целата контура е смалена за 20 мм, па логично е да очекуваме во внатрешноста да имаме 2 см понизок простор за главите. Зголеменото меѓуоскино растојание пружи повеќе простор во внатрешноста, но мислам дека е недоволно за класата во која припаѓа. Погледнете, поради паметното модулирање на задницата на
самите седишта имате простор за колената. Инаку, додека тоа не би било, гледате дека тука нема многу простор, а мојата висина од 1,82 м не е некоја голема надпросечна. Сепак, амбиентот е убав поради комбинацијата на материјалите и гледате овој штеп кој дава доста свежина, но и спортска нота на целиот изглед. Не толку импресивниот простор на задниот дел се анулира со амбиентот во внатрешноста, но и просторноста. Многу ми се допаѓа затворањето на вратите, како да затварате подморница. Скулптуралниот дизајн кој е на надворешноста продолжува и во внатрешноста. Погледнете како е формирана централната конзола. Делува доста емотивно и повторува да се развива спортскиот изглед. Но, кога ќе го уклучите моторот, тогаш се случува мала магија пред вас. Имате извонреден графички приказ од тридимензионалната iCockpit инструмент табла, но и од екранот кој е поставен на централната конзола. Нивното користење е интуитивно и лесно го пронаоѓате менито. За чувството на просторност придонесува и стаклениот сончев покрив кој пропушта доволно светлост во онака темно скроената внатрешност. Но, доста беше зборување и теоретизирање. На меѓународното тест возење, кога го снимивме првиот тест од 308-ката, најмалку внимание посветивме токму на дизелската изведба. Но, дизелите се популарни кај нас и се бара изведба повеќе. 1,5 литрен мотор со 130 конски сили, се разбира турбодизел. Новата 308 е за 11 см подолга од предходната и поставена е на комплетно ново меѓуоскино растојание, кое бележи 2,68 метри должина, додека целата каросерија изнесува 4,36 метри. На тој простор направено е доволно за одлична комоција во внатрешноста, но и многу добра ергономија, која во нивото на опременост GT пружа многу удобство, но и чувство дека се возите во спортски автомобил. Впрочем, внатрешноста е скроена да ви го пружи тоа. Анатомските седишта, возачот како да е гушнат од целиот автомобил, а со 130 конскиот турбодизелаш има што да понуди 308-ката. Пред се, тој е впарен со 8 степена автоматска трансмисија која овозможува голема слобода во возењето. Поради прекинувачите кои ги има зад управувачот, можете лесно да го манипулирате секој пренос, дали подоле или погоре ќе пренесува сила, но стабилноста која ја има е нарушена поради летните пневматици. Сепак, условите во кои возиме има температура од 0 степени. И кога сакате да испровоцирате, вашите провокации 308-ката со своето добро скроено подвозје лесно ги надминува. Возачот има асистенција од електрониката во голема мерка, но и ми се допаѓа сетапот на трите модуси на возење. Во спорт модот на возење добивате покрут управувач, но однесувањето е исто. За пофалба е и звучната изолација која не дозволува на нешто погласниот по вокација дизел мотор, како и кај сите дизел мотори, да биде погласен и да продира неговиот звук во внатрешноста. Peugeot 308 во своето дизел издание покажува дека за дизелот, иако нисколитражен, има перспектива. Групацијата Stellantis објави дека работи на нова генерација дизели, што значи дека дизелот уште долго ќе живее
во брендовите кои се под оваа групација, најавени за 2023 со исполнети Евро 7 норми. Овој состав е направен да задоволи со својата перформанса, но и да обезбеди економичност. На моето возење забележав просечна потрошувачка од 6,1 литар, а на автопат при перманентна брзина на движење се заштедува дури и 1 литар повеќе. Добра страна на 308-ката е и опременоста, која има извонредно долга листа на елементи. Има многу атрибути кои идат во прилог, но цената од 34.500 евра е нешто повисока од која сме навикнале да се плати во средната ниска класа, односно во компактната класа. Сепак ситуацијата на глобалниот пазар друго кажува, дека поскапувањето на автомобилите во последните 12 месеци е поизразено и се случува на сите нивоа. Но цената не е пресуден фактор кога се бира автомобил, барем не за оние рационални и луѓе посветени на модерните технологии. Peugeot покажува и докажува дека еден од ретките производители кои може да се спротистават без големи проблеми на германските фаворити. Со својата цена ја оправдува својата намена, но и опременост, како и возните својства кои покажуваат дека французите и со своите модели не се посветени само на удобноста, туку и на добрите возни својства. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.